Почитувани, Министерството за здравство во времето на Венко Филипче дозволил изградба на 16 ковид модуларни болници низ територијата на Република Македонија, кои не исполнуваат минимални стандарди. За време на ковид кризата, Светска банка дава 30 милиони евра на Министерството за здравство за справување со ковид кризата, односно набавка на лекови, опрема и меѓу другото, изградба на нови 16 модуларни болници. Светска банка проценила дека Министерството за здравство нема капацитети да ги менаџира овие пари, па парите се даваат на проектна единица во Министерството за труд и социјална политика да ги спроведе сите набавки согласно меѓународните правила за потребите на Министерството за здравство. Спроведувањето на набавката го прави Министерството за труд и социјална политика, а техничките спецификации и усогласеност на постапка според законски и подзаконски акти за здравствени објекти го прави лице од Министерството за здравство, назначено од Венко Филипче. Сега што е тука спорно, почитувани? Спорна е техничката спецификација која ја прави одговорното лице назначено од Венко Филипче, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале Законот за градење и Законот за здравствена дејност и не се почитувале минималните технички стандарди за заштита од пожари и експлозии. Исто така, многу важно за овој случај е што овие болници се набавени и поставени како стоки, а стоки во ниту еден случај не можат да бидат користени како објект во кој се обавува здравствена дејност. Пред да се случи пожарот во модуларната болница, каде што загинуваат 14 наши сограѓани, наместо да се подобрат стандардите на болниците, Министерството за транспорт и врски, по предлог на владата, го промениле Законот за градење по итна постапка со цел овој тип на објекти да ги преместат во урбана опрема, за чие поставување одобрение ќе издава Министерството за здравство или тогашниот министер Венко Филипче. Овие болници не се запишани во катастар, немаат добиена одлука од влада за трајно користење и немаат одобрение за употреба по правилник за простор, опрема и кадар. За овие работи има евиденција во проектната единица во Министерството за здравство и истата е предадена на јавното обвинителство за организиран криминал на ден 12.12.2023 година. Ево документот. Почитувани, од сето ова произлегува дека модуларните болници се бесправно и противзаконски поставени и не смеат да бидат користени за вршење на било каква здравствена или медицинска дејност. Од тука го прашуваме Филипче, дали провизиите чинеа повеќе од животот на граѓаните? Зошто одобрил изградба на модуларни болници противзаконски? Зошто модуларните болници ги квалифицирале како стоки во кои никако не смее да се обавува здравствена дејност? Почитувани, вистината за модуларната болница јавноста мора да ја дознае. Утре, во исто време, продолжуваме со нови детали од аферата провизии кои чинат животи. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Секако имаме документација која во текот на наредните денови ќе биде доставена и до јавноста и бидете во тек ќе дознаете целата вистина за случајот модуларна болница и кои се вистинските виновници, а не трети или четврте шалон на директори кои што се периферни и кои што треба да одговараат. Приготвено 12.12.23 имате подбудна кривична пријава до обвинителството. Вака. Тогаш во 12.12.2023 година достава на барана документација во врска со предметите број 214-21 од 28.11.2023 година е доставено од тогашниот министер за здравство Фатмир Меджити. Има прашање на Андрот, имате ли само
Повелете. Коментар на интервјуто на екс-шефот на државата Стево Пендаровски. Во еден момент вели дека стратешкиот договор со Велика Британија е обичен меморандум за соработка. Имате ли коментар? Па имавме и соопштение издрина во врска со коментарите на господинот Пендаровски, но ова е чист доказ за ретроградна и назадна политика, но и порака до сите оние кои што со воодушевување гледаат на бугарската политика, како и Венко Филипче и Стево Пендаровски, дека влогот не е само промена на уставот, туку и целосно негирање на македонската нација. Тоа за нас е неприфатливо и апелираме бугарските да не се наседнува на бугарските провокации. Однос на стратешкиот договор за Велика Британија. Па имавме соопштение во врска со истото, ова и конкретно и ставот кој што партијата го. Ке може ли коментар за резолуцијата што е излазна Бугарија во бугарскиот парламент, кога што и другото порачува дека нема да отстапат ниту милиметар од договореното, во каква позиција се става Македонија? Добро, го знаете нашиот став во врска со случајот со Бугарија, така да остануваме на истиот став дека уставни измени со одложено дејство ќе би прифатиле понатаму.